Добро вечер на сите, добро вечер на македонската јавност. Имавме плодна и квалитетна дебата. Во првиот дел ги реафирмира сите учесници на средбата ставовите дека остануваме посветени на евроатлантската интеграција на Република Македонија, членството во НАТО алијансата и се разбира работењето понатаму во иднина за добивање дата за отпочнување на преговори со Европската унија. Тука не постоеше дилема кај никој од учесниците и мислам дека друга алтернатива за Република Македонија и не постои практично и мислам дека тоа на новинарите им беше кажано од страна на претседателот на државата. Во вториот дел разговаравме за предвремените парламентарни избори кои што се неминовност после ова што се случуваше, а тоа е нели оној дебакл кој што го доживеа владата предводена од Зоран Заев и СДСМ. Практично поразени се Арамилукот, поразени се неправдите, поразени се сите оние криминални афери кои што се случуваа во изминатиот период. Следуваат предвремени парламентарни избори, на тие предвремени парламентарни избори победува обновата на Македонија, а потоа засукување на ракови и работа безкомпромисна работа секој ден, за да можеме да го постигнеме сето она кое што е изгубено овој период и Македонија да ја ставиме на брза лента за да стане дел од европското семејство. Тоа е она кое што можам да го кажам, претпоставам дека и претходните соговорници збореа на оваа тема. Повелете ако има некој. Зборувате ли за персонални решенија? Израдувавте ли што Македонија не почна пристапни преговори, бидејќи министерката за одбрана рече дека најверојатно сте се израдували поради тоа? Видете, кога практично господјата Шекеринска е еден од оние последни остатоци во периодот на транзицијата и кога таков човек ве критикува на таков циничен начин, тогаш мора да сте на вистинскиот пат. Тогаш политиката која што ја водите е на вистинскиот пат и тоа само дополнително ме мотивира да останам на овој пат. Се разбира дека како ВМРО ДПМН ги отфрламе и јас како човек ги отфрлам овие груби и тенденциозни незини цинизми и метафори и не само незини. Тоа е практично заедничка констатација, претпоставувам, и оној на кој што таа му е заменик претседател во рамките на партијата, господин Заев. Но повторно ќе кажам, тоа мене само дополнително ме мотивира да продолжам со овие политики кои што како претседател на ВМРО ДПМН ги водиме, а тоа е да бидеме политичари кои што ќе гарантираат модерна европска иднина за нашите граѓани. Разговаравте ли за персонални решенија за техничката влада? Кој ќе биде технички премиер, кој ќе биде? Не, немаше таква дискусија. Доправа, неколку пати сум го довел истото прашање, истиот одговор ќе го кажам. За нас беше важен процесот, добивање на термин за одржување на предвремени парламентарни избори, прашањата на персоналните прашања, односно имињата на луѓето, дополнително ќе ги предложиме. Така што битно е дека имаме нова реалност. Реалноста е дека чинам дека беше 3 јануари 2020 година ќе имаме нов технички премиер, ќе имаме нова техничка влада. На 12 април 2020 ќе имаме победник на предвремените парламентарни избори, а тоа ќе биде сигурен сум обновата за Македонија. Во која на другите етнички заедници декларативно велите дека им се враќате на сите граѓани, но тоа што го правите не е така, ги поседувате само местото што се со мнозинство македонци. Еве, ќе кажам на последната анкета на една од нашите национални телевизии, на прашањето за албанците ги прашале дали би гласале за македонска партија, 0,0 одговориле дека нема да гласат. Никој буквално нема да гласа за ВМРО. Дали има што да им понуди и дали мисли дека може да победите само со поддршката на еден во оваа држава? Симпатични ми се вашите прашања, ама повторно не сте во право. Еве вчера бев во Гостивар каде што мнозинско население се албанците. Во право за таа нула. Тоа е во вториот дел од вашето прашање и тоа е повеќе како констатација, но во првиот дел од вашето прашање бидејќи рековте тоа е анкета. Добра констатација врз основа на навигација од анкета. Инаку во првиот дел од вашето прашање рековте дека не ги посетувам местата каде што мнозинство се етничките албанци. Еве вчера бев во Гостивар, имав можност на моја искрено големо задоволство, голем дел од граѓаните на Гостивар кои што не се етнички македонци, кои што се турци, албанци, да станат од локалите каде што седе и го пие своето предпланено, попланено кафе, да станат, да се поздрават. Дел им ме прегрна и дел од нив кажаа дека ќе дадат поддршка
за мене и за ВМРО ДПМН во иднина, бидејќи се разочарани од сето она кое што во минатото го доживувале и од албанските партии, но и од СДСМ предводена од Зоран Заев. Дали ќе го укинете Спасскиот договор ако победите? Видете, сме зборувале на таа тема, и вчера зборував, секој ден зборувам, не ја гледам суштината. Во која насока беше ваш во главите на граѓаните тоа дека што ќе биде со криминалците, било тоа во власта на ВМРО, било тоа во сегашната власт и така натаму. Додека вие доаѓате, дали ќе иштитите по партиска книжка или навистина ќе се трудите за вистинска правда? Ниту некогаш ми паднало на памет, ниту пак ќе ми падне на памет да штитам криминалци. Дури вчера во гостивар јавно кажав дека ќе се залагаме за предлог закон, откако ќе формираме новата влада, да се преиспита потеклото на имот на сите политичари во државата, актуелни, поранешни политичари и така натаму, и на тој начин да видиме да може секој од политичарите да докаже потекло за имотот кој што го стекнал, да видиме како е тоа возможно од просечни политичари да стануваат просечни бизнисмени или надпросечни бизнисмени. Без разлика дали е криминалот сторен од поддржувачи на една или на друга политичка опција или луѓе кои што се политички неопределени. Или дали доаѓаат како поранешни функционери од редовите на ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ, Алијанса или било која друга партија. Или се граѓани кои што се политички неопределени. Или пак луѓе кои што во животот ги прекршиле законите и се осрамотиле пред граѓаните, мора да има одговорност. И тоа е еден од основните столбови на кои што ВМРО ДПМН ќе темели изборната програма на следните предвремени парламентарни избори. Ќе понудиме неколку реформски закони, се надевам дека ќе добиеме поддршка и од останатите политички партии во Македонија, затоа што навистина ние мора од некаде да почнеме, за да преку личен пример покажеме дека доста е на лажливците и криминалците во политиката, потребно е да дојдат луѓе кои што навистина пеколно жестоко ќе работат за подобра иднина на нашите сограѓани. Долгата приказна накратко, не само што некогаш не сум правил компромиси, туку никогаш на памет не ми паднало да правам компромиси на сметка на законите. Што се случаите за кои што вие тврдите дека се политички мотивирани, како мислите тоа да го следите? Има некои случаи кои веќе има судска разрешница, како мислите тоа да го следите, затоа што цело време обвинувавте дека се политички? За случаи каде што има судска разрешница и каде што има правосилна пресуда, се знаат законите какви се знае што треба и како треба да се постапува во тие случаи. Ако бил политички монтиран? За кој конкретно зборувате? Знаете за кој? Не знам. Вие не знаете за кој? Не знам за кој конкретно. Не, вие на кој мислите? На кој? Јас знам многу политички монтирани, но вие кажете ми за кој конкретно. Како вие ќе се справите со И тоа? па видете, за мене е лично политички монтиран случај кога членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и членот на Централниот комитет се држат 3 месеци во притвор, а потоа нема никаков обвинителен акт, нема истрага, нема ништо и така натаму. Да, ако тоа ме прашувате, јас се уште стојам на ставот дека тоа е политички монтиран случај. Но ако ми кажете дека поранешен градоначелник на општина во Македонија барал мито од 1 евро за еден и 1 евро за друг, а тука имаме ослободителна пресуда, повторно ќе ви кажам, и тоа е политички монтиран случај, но во спротивна насока, каде што е злоупотребена политичкото влијание и е донесена ослободителна пресуда. Но доколку ми кажете дека некој сторил кривично дело, имал транспарентна фер судска постапка, имаме правосилна пресуда потврдена од сите судови во државата, основни, апелациони и така натаму, ќе кажам, се знае како следи и треба да се почитува таа одлука од судот. Сега, има и другите да учествуваат во дебата. Сте имале реакција на средбата во врска со бугарското барање да се укине македонскиот јазик? Во која насока беше вашата реакција и што баравте од владата, како да реагира? Да, имаше предлог да се зборува за теми кои што јас констатирав дека не се во ингеренциите на председателот на државата и бидејќи тие теми не беа и не се во ингеренциите на председателот на државата, барав да се продолжи да се разговара во еден поинаков формат за да не се губи времето на теми кои што не се под ингеренции на председателот на државата. Потоа дадов предлог тоа што е под ингеренциите на председателот на државата, тоа е политиката во одбраната и надворешната политика. Најсвеж беше примерот, онаа декларација, резолуција во рамките на бугарскиот парламент, каде што
со огромно мнозинство, мислам минус 4 или 5 гласа, беше донесен заклучок во кој што се бара од Македонија да се откаже од македонското малцинство во Бугарија и да се практично и да се откаже од македонскиот јазик. Јас побарав да завземеме став како политички партии, можеби и ние да донесеме слична таква резолуција во рамките на нашиот парламент, дека тоа е навистина една огромна навреда и практично тоа никаде не води кон подобрување на добрососедските односи, туку напротив, тоа само ги заострува и се користи позиција за дополнително уценување и уставување на нашата држава. На некои од следните состаноци претпоставуваме ова прашање ќе се реотвори и јас навистина инсистирам да се донесе во рамките на парламентот една резолуција која што ќе биде практично одговор на резолуцијата која што донесе бугарскиот парламент, дека ниту ни паѓа на памет, ниту имаме намера ние како ВМРО или како политички партии да постапиме согласно барањето на нашиот источен сосед. Ке ревидирате ли истрагата за рекет? Да биде пред изборите. Молам? Дали пописот треба да биде пред изборите? Нашиот став околу пописот беше јасен и конзистентен и останува непроменет. Ние имаме повеќе од 20 забелешки, суштински забелешки. Бараме да се постапува според препораките на Евростат. Бараме пописот да биде статистичка операција, а не да биде политички договори или политичка платформа. И малку е неприродно кога имате попис на крајот од декадата. Логично е и според препораките на Евростат да имате попис на почеток од декадата, тоест да бидам попрецизен, 20-та година е крајот на декадата, а 21-та, каде што ќе се прават пописите секаде во Европа, е на почеток од декадата. Тоа е една од тие повеќе од 20 суштински забелешки кои што ги имаме на законот за попис. Сега вака како што е терминот, не гледам логично и методолошко објаснување дека во текот нината година ќе имаме попис, што е, повторно ќе кажам, во согласност на нашите барања како политичка партија, но мислам дека 2021 година, кога ќе го прават пописот сите европски држави, ние треба еден таков европски попис, како што е во Словенија, како што е во Германија, Италија, да направиме и ние еден таков попис, да видиме, затоа што тоа е статистичка операција која што треба да даде одговор каде оваа држава во иднина треба да се развива од аспект на бројки. Ако ја добиете власта, ќе ревидирате ли истрагата за рекет и вмешаноста, нели медици за вмешаност на некои високи функционери од сегашната власт? Видете, ревизионизам нема да биде политика на ВМРО да помене, туку комплетно независно обвинителство и судство и го охрабрувам обвинителството и судството да работи независно. Ниту имам намера, ниту ми паѓа на памет адвокатите кои што патем речено ги немам, а кои што во моментот бевме сведоци како дел од адвокатскиот тим на премиерот го советува главниот обвинител господинот Јовевски ден-два пред да го прифати на писмо од притвореничката Катица Јанева. Таков тип на однесување, ево што сега ви кажувам дека нема да се случува, нити пак имам било каква намера да комуницирам со обвинители или со суди во насока на тоа да ревидираме, да правиме некаков политики на ревизиони политики. Но истовремено ги охрабрувам и ќе барам одговорност доколку се разбира не се постапува соодветно на законите и соодветно на процедурите. Не треба да има заштитени професии во оваа држава, секој мора пред законите и пред уставот да биде еднаков и да одговара. Доколку не се води постапката транспарентно, а има индиција дека не се води, секој од нив ќе треба да се сноси дел од сопствената одговорност во тој процес. А микрофоните да дојдеше да ги подржиш малку? Секаде онаму каде што како што велите вие, тоа отстапување плюс минус 5% е нормална методологија на нивелирање на границите на тие изборни единици и тука не гледам никаква причина зашто тоа да не се направи. Но кога зборуваме за нов изборен законник, препораките што се на ОПСЕ и ОДИХР, сигурен сум дека во периодот кој што следува ќе бидат дел од новиот изборен законник кој што ќе важи за следните избори. Но доколку ме прашувате за ревидирање на изборниот модел, не сум оптимиста дека нешто може по тоа прашање да се случи за овие избори, за некои следни може. Благодарам.